Од вкупно 900 договори за давање под закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари кои ги потпиша министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски, по двата јавни повици објавени во август 2021 година, соодветни површини се во Кочани и во Виница. Со оглед на фактот дека при повици земјоделците само аплицираат во подрачната единица за земјоделство, шумарство и водостопанство, се уште немаат податоци колку мина ќе добијат вакво државно земјиште кое е од трета или друга послаба класа, но штом пристигнат од Министерството, овие податоци ќе се објават. Се знае дека договорите на апликантите ќе им бидат доделени на терен, што е продолжување на праксата започната во периодот од 2017 до 2019 година на неселективна распределба на земјата кај вистинските земјоделци. Во периодот од 2017 до 2019 година склучени се 700 договори за доделување државно земјоделско земјиште во закуп, со што се искористија 4000 хектари до 3 и над 3 хектари. Покрај тоа се склучија 35 договори за површина од 124 хектари за производство на добиточна храна. За прв пат се објави инвестициски оглас и се потпишаа 17 договори за изградба на винарници, кланици, млинови, оранжерии и откупни центри со вкупна инвестиција од 11 милиони евра, а воедно се склучија договори за купување на земјоделско земјиште во државна сопственост под оранжерија и помошни објекти во функција. Преку измени на Законот за земјоделско земјиште се ослободија од плаќање на закупнина младите земјоделци до 40 години во првите 3 години од закупот.